Zajedno so godinate isteče i rokot za isplata na K15. Gazdite koji su ovoj regres bile manipulativni, na rabotnicite im gi skratile parite ili voopšto ne im gi dale, se očuvaat su inspekciji i tužbi. S ovakvi najavi izlego danas od združenijata na tekstilni rabotnici istaknuvajke deka po praznicite doagja времето на работниците. Апелиравме изминатиот период и до инспекцијските служби да бидат на терен. А ние секако го чекаме, нели, оној законски 31.12. Мора да почекаме до крај, за да видиме кај ќе се исплати, кај не. После тоа, соодветно, ќе си постапуваме во институциите. Таму каде што пријавиле работодавачите загуба, ќе провериме, ќе бараме од службите да видиме каква е таа загуба. Дали навистина има загуба? Онаму каде што не е исплатено, ќе бараме да биде исплатено, во спротивно ќе покренеме судски постапки, значи ќе направиме се што можеме. А она што од лани бевме како на некој начин затечени, оваа година мислам дека после 31.12, после нова година ќе го средиме на терен. Зависи од работниците, од нивната упорност, од нивната волја, од тоа колку се јавуваат и слично. Меѓутоа знам дека ќе постапуваме, веќе ги знаеме механизмите кои што ќе ги употребуваме. Нема да биде како минатата година, нема да биде како годините пред тоа. Ако се суди според фактичката состојба, популарното К15 ќе им донесе многу работа на невладините, инспекторите и судиите. Имено до пред неколку денови дури 80% од текстилните компании поделиле регрес кој не е поголем од 2000 денари, наместо законските минимум 9000. Сепак прашање е колку самите работници се подготвени тоа и да го пријават и да покренат соодветни пријави. За сите оние кои ќе се одлучат на таков чекор, синдикатот им нуди бесплатна правна помош.